Периче го мери? Мерам за да знаеме до кој сме, шо сме. Кога гледаш бе? Со едно во око. Така, демек збори и вака, Абе, шпиунски. јас така ако ги кажував тајните на секого. До сега? Мамата. Добре дојдовте во новата епизода на Нитро Цвај, епизода број. 7. Те провервам дали пратиш. 7. Батулец. Братуче. Братучет. Батулец, братуче. Може. Не знам дали забележавте, а сигурно да. Новото лого, кое што е овозможено благодарение и само и единствено на Принтерот. любезната поддршка на господин, братучет. Не ми текна на то. Со господин, зашко мојот Стефан, зашто да не можам јас? Па шо господин. И шо дека два пати Два ако господин. речиш ептенке е појако? Тоа ќе мора да ми имперсират сите. О, Зашто двајца. Господин, братуче, значи тројца ќе сме. господин братучет. О, ГГБ. ГГ. Зашо не, како се викаше бе? Тоа е пострашно од Денеска на репертуарот ќе слушате. Костич. Во првата епизода ти го живописа тој неверојатен лик. Да. И еве сега впрочем тоа повторно. Повторно, Се па, случи. заради тоа е. О, јако е. Еве го Локцево, ни го Ки прати. им објасниш на широката јавност, по широката јавност како ова настана и дојде во емисијава. Прво, еден од топ Слабио. фаноите, така може да се рече Да. на подкастов, се викат. Така, Горан, тој Горан ни го дизајнираше. Го дизајнираше и рековме ние рековме ќе го направиме да го живниме. во Не 3D. мрдат, пошто е мртва природа сепак, али со 3D Ама принтерче. природа. Ама природа. Да, уво се гледа, да. Преу. И не дофрнам аз довде, џабе гледам он дека Васко да го подсетам нема што да ми направи. Да, 3D принтер во 3D модел со 3D принтање, И- жолта црна пластика и еве го. И сакатум, и еве Да. го. Ова ќе би една од поопасните епизоди. Мислам сега да не наметнуваме очекувања, ама нели така рековме во претходната преме двобој. Периодов налага такво. Ти сакал некел, денеска имаше на пример митинг на Филјан место, ти живееш на Филјан место, Да. воздушна линија е километар и пол, го слушаш ко пред зграда да е. Не одгатнав многу за зграда живееш. А многу згради имат во Охрид. Опасно е. Можда далјан да е. Епизодица 7, одма на почеток дур ве поздравуваме. Може да не следите на Инстаграм, на Фейсбук, имате во description шо како, subscribe си стегате, лајко и шеринзи, то све да не ве давиме премногу. Она што е битно за нас, а евентуално и за вас, кај имаме настап и стендап ова недела, зашто еве впрочем нели малце живна природава. Значи 13, среда 13. Среда 13. Дури појако и од И петок од петок, 13. да. Среда 13 камарите Битола. Се гледаме битолчани нормално. Црн хумор специјално само за ваше трајно задоволство. 16 Рузвелт кафе во Скопје. Скопје. Значи и Скопјани и вас ке ве испоштоваме. И 17 нормално Мистер Ај Охрид. Мистер Ај. Исто така црн хумор се гледаме. Кој пробал знае, кој не, ќе пробат ова недела. Да, и со дечиња да си дојте. Обавезно. Со дечиња да си дојте, да излеза шо поќе психопати. Да. Летоска на Summer Comedy Маратон на црн хумор ни Поќе- дојдоја едни фанои Да така. поќе деца имаше него. Со детенцето. Не деца, мали деца, мали деца. Дете 5-6 годишно, 5-6 такво. години, 8 максимум, ако го викнити другар, му и вкупно толку има ја. Таман до И еве 18 уште шептит кутрото сега. до 18 Така да. години кабливе да му се испомешат, уземјување да не знам 16 која е плюс е фаза. нормално, не знам како да речам, 16 Да. плюс е нормално, коректно, да можеш да речиш. Али родителиве викат 5 плюс пишеше, не, еве си пиши. 5 плюс пишит плюс. на сликовница од Пинокио. Дури и то не е за под 5. То мајки, Зашто? то шајки, то крвој, Све то најмило. Све најмило. побрзо детенцево да биде малце, тоа е од друга фамилија си. Да. И то кој ќе созре, то веќе и за Рузвелт ќе знае во 8 оделение. За све ќе знае, Да. то ќе си биде двеќе. Најтемниве приказни што имаме да ги подизвајме и то да слушне и речем, интересно. Мама, Која ти е- Зоки Поки го заклае. Леле. Тоа е.
Сега на црн хумор не зборвиме за Сега. светло и лумени и Зоки Поки лажеше, не, Пинокио лажеше, на циркулар И ојде. зато успеа во животот. Да. Ама тоа ќе правиме анализа на приказни во друга епизода. Готово. Во оваа епизода се знаете зашо Леле, сме готово. дојдени. Ти ми Спремни. се закани минатиот пат, рековме правиме една предизборна едеја, предизборна. Поздрав и до Владче шефон, тој рече дека Поздрав, Владче, брату, еве ти. Почвиме. Тоа е 3, то. Почиме. 4, ајде. Почитувани дами и господа, бидејќи немаме модератор на ова предизборна емисија, еве јас ќе бидам модератор за нормално да си дам малце поиќе време, затоа што Нормално дека сам ќе си дај модератор, тој што ги лош старт. останавте без зборови, колега, повелете. Не, со повелете. зборови сме. Еве, вие како би постапиле во ова конкретна околност? Демократија. Што значи По то? пола. Зборове ќе ги кажеме Демо- следнава реченица, збор ти, збор јас. Тоа е демократија. Ајде бе, почвиме. Ајде. Во Нашата држава, има. но Нема. секогаш, Секога затоа случува. Мојава политика така вика. Затоа случува. Добро, овие се на печурки изгледа од ова партија. Не знам, ќе си добиеме гласови. Ке си добиете ако предложите нешто што е квалитетно, господин братучет, за ова поднебје. Нашава партија пред се залагат за безбедно патување на сограѓаните од едно до друго, од една локација до друга. Значи, вашава партија немат поминато Охрид Кичево во последниве 25 години. Не, то предходниве. Не можеш са нас да не ставиш предходниве шо усраја, така? Значи, сега во новаа програма јас викам Охрид Кичево ќе го направиме Брат. маз да лижиш. Лижав ќе ти падни на 50 степени да треба да се топити и да речеш зашто не е проблем, скерсно ќе му седнам на лижавчево, од асфалт да го излижам и да немат гајле. Еве, тоа е прво од нашава програма. Ќе асфалтираме не улици, сокаци. Значи, во ред, јас сакав да ти кажам, Ајде, бре. доколку вие се залагате за безбедно патување на, нели, како ги нарече, сограѓаниве, не дека колку озбилно. Так речам со почнавме, селани звучи. ќе ме заколет онде. Не, добро, во ред е тоа. Сакам да речам, значи ти ако безбедно патуваш со сограѓаниве, ти брат, во овие околности не ќе можеш до ниедно населено место да поминиш. Зашо? Па заш не е безбедно? А ако ги носиш граѓаниве со тебе на, како се викат, на митинг, ќе ги изложиш на ризик. Сакам да ти кажам, од старт сте контрадикторни. Не. Значи, можеш да речиш безбедно, од кој ќе направите да е безбедно. Вака, шо е безбедно во денешно време, човеку? Шо е безбедно? Да Сега вегета да има овдека, ќе фрлев по тебе. Безбедно? Со Безбедно црн е да оиш на пример са бајле станиш, да се прозеваш, да се измиеш и да речеш цигари неам, оам по цигари. И да стигнам без гребнатина, без сјебан амортизер, онде оние Македонија патка и шо неме завршено со овие претходниве шо беа, сега ние тоа ќе го Ама направиме. сега ти алудираш како е епизодава да ја снимаме чекоштина, што не е вистина. А може би и е, нека остане мала мистерија за гледачите. Добро, Чекоштина На е некој голема брат во област. Скопје ништо не му значи чекоштина, ама... После Рача. Да. После Рача имаш таму едно десно, две лево и Чекоштина го вике то. Не, до кај бевме, шо? Не бе, не, гледај сега, ви каков сега она ми правит. Сега те ватив него. Сега, саш да ми кажеш тие, вашава партија дека не бе, ќе асфалтираме море, се. Сокаци, накале што треба се, дупка нема да имате и дупка, кој ќе течи водава да не застанви двир да те прсни то да слези везеро. Да лизга. Со канали. Да лизга. Ај вие шо? Јас, шо? ако ја добијам довербата, не евентуално. Ако ја добијам многу сега. Ај. Ама сега ве молам, значи, те ислушав, сега ти ме прекинвиш во стар, не сам. Кај е демократија во овде? Не, ќе си видат. Кога е датумов? Нема Кога се шанси. избориве, зашто јас Не немам знам, со детали, е не се битно кога расправам. се. Еве сега се Сега избориве. се, ајде. Сега за 52 минути имат избори.
Дајде. Ти викаш ќе асфалтира, вие немате осетни за еколошка свест. Не, ама одма со контрареплика ми влезе, ти викаш Со чекај. асфалт и Не, со уствари не ќе знам. персирам, ние не сме од селјациве. Второ, закон за персирање. Субвенција кој му персират некому? Да, а да не му речиш на некого еу. Да. Уоу. Не брашно, не бе брашно е селјачко. Ќе им даваме пакет производи од не пари, за пари денеска е све. А на пример исперсираш денеска 50. Биткоин. Да, 50 персирања, 500 че овде. О, што работиш персира. Персирам. Како Ама сте? сите ќе имат работа, неко овие. Еј, Сега ни остаде да се произјаснам. Да ја образложам, значи програма. Демократија. Тоа е, како се викат, класично, мислам, се гледат колку ви е капацитетот, колега, господин братучет. Морај, јас сакав да ти кажам, не е се во животов асфалт, бетон и асфалт. Мора да гледате малце дизајнерски, малце да личит на нешто. Јас, на пример, еве, доколку граѓаните ми ја дајат до вербата, со лего ќе ги посипам патоиве. Ама не лего онаква клета ко подома деца на кои ти остајат и ти во ноќта оиш, не знам, Тротоарот го шеташ кренал некој. низ куќа и кој ќе стапниш бос на лего. Не во тој и викаш, не во тој стил. Во стил се да биде поплочено, направено преубо. Место бекатонки, везиш, бекатон, то ти е лего како за некој отпустец што е од негдека, ме разбираш? Да. Она, По потекло. поевтина варијанта, како да речам, не знам веќе, а да е коректно. Мислам, со сета должна почит на географската локација, што пред малку ја спомена. Значи, малку да имат, разбираш, да не ти е страв детето на улица, најмногу што може да излези, разбираш, да не се мислиш, леле, детето ми појде на улица. Не, во тој засно случај, ова шо? сите деца ке се на улица. Да, бателец. бекатонкиве од овие ќе Не биде бекатонкиве. сунгерисани, знаеш, ако падне детево, како антигравитација да е. Бе, лего, не бекатонки. Извини, лего. Лего. Значи, најпојке што ќе може да му се деси на детево на улица е да се заиграт. Имат логика. Што значи да априори. Абе види, убаво е да фантазираш. Дека ќе се тргнат од мобилните, гледај колку е све. Гледаш со еден потек то се прави, море братуче. Треба Ние ќе малце направиме игралишта. креативен да си. Игралишта со апликација да може да види. Еве. Заш ги враќате деца од 20 век на пример. Да, ти и царовска сте за напредок ова. Јас сум и пред царовска, ама мислам ние. Да сум, жими се, не книги за учење, книга хартија воопшто да не постои. Да. За лек да немат. Ете. Да немат. Значи во WC ку ќе поиш да мораш со таблетот после да се да финишов да го направиш. Модерно. Како сакаш? Апликација. Нишалтава на пример. Оди, дај Да. се од себе во WC и кога ќе свршиш све работа, све кој ќе настаните значење на притисокот во кабината, апликација да имат за да, како да речиме сега, за да довршиш, да нема Избриши трајни се два последици. пати, може да имаш малку овде. Со таблетот. Да. Да. И игралишта ќе направиме. То знаеш колку ќе ги олеснит работите? Он Многу. нека кај паднатине клецална кај што е една хартија влажно марамче нема да постои. Оди клецни ми, после со таблетот ќе се забришиш. Зошо не е Сега ќе хартија? мирисаме, Да, ќе тоа е. мирисаме, ќе мислиме модерно малцебе. Е, Не тоа е 20 век. ватерец. Ај сега ќе се уназадвиме, абе таблетот тука директно. Тоа е моментот, разбираш? Ако го правиме да правиме, нек ни спомнавме. Магла. Проблемот со маглата како ќе решите во Скопје. Еве го сега тој период е На повеќе. сончева енергија ќе ставиме вентилатори и ќе се креват за 3 минути. Магла нема да имат, осем ако се сакат некој да шетат во магла. Например, кај парк ондека ќе изгасниме вентилаторија. On-off. Гледај колку едноставно, Гледај не знам колку не се креативни. вашава партија, не знам дали имат on-off, дали се гасите. Не, ние сме Ние така. 24/7, немат гасење. Отко се формира, а уште не е Зато губите формирана. на квалитет. Не е формирана, сите се на припреми кондициони, зашто ќе се формираат, после немат гасење. Нема, бате. не. Ќе пуштиме вентилатори со греалка и сакат например некој Не сме магла. ние ковие предходниве, оди 11 години нешто изфорсирај се и после никој никаде. На кондиција. Не бате, ова кој ќе се формираат, кој ќе речиме почвиме дечки, почвиме старт и Во еден здив. чао Нема. џаци. Друго што те Јас тоа ќе интересира ти за кажам. маглава.
ме интересираат да видам Ете, колку сте креативни. Така ќе го направиме бе? И видов дека не сте креативни. Шо е Почнам покрај то не- вентилатор? On off и на крајот fuck off. А мора, Тоа е, ама ти нема. на граѓанинов мора да му даеш опција, зашто некои не сакат магла, сакат на секој втор вентилатор. Првиот ќе згаснит, трет, пет и седми. Значи, ојд низ магла. Ојд неман магла. Ојд низ магла. Ојд неман магла. Ти рефрен на пример. Абе, братуче, се гледаат дека програмава вие ветар во магла, затоа што граѓанинот сакат да му ги решиш проблемите. Тој не сакат, например, сега тој да мисли да имат уште опции, наместо да е решен проблемов, ти му викаш сега како сакате. Бе, в ресторан кога ќе седниш, ти не сакаш да го разгледвиш цело мени и на крајот да се занимаваш сакам ова, не ќе може. Сакаш да ти дојде келнерот да ти речи да ви предложам јас нешто. Може на јуото за вас. И да ти го реши проблемот. Исто е и со маглава. Се гледат дека не сте Ај, во креативни. програмава ваша Јас ќе ме ти кажам како интересира. ќе го решиме. Јас себе ќе ти кажам. Буди креативен, се викат решението. Се земат, се палит одредена количина, која што ќе биде чисто како промотивно, како така, како за убо. Одредена количина на ганџа, малку колку да се измешат со ова и се носат од Влашка Мала, од аеродром на екскурзија, малку дишење така и готово, брат. До толку ќе се инспирирани тие луѓе, што ни ветар ни магла не ќе остани. Ете го, решен е проблемот, решен. Спонтан аплауз. Некако. Ви благодарам. Нешто Еве, преска ја граѓаните, листа. гледај лајкој како фрчет сега. Програмава гледај. ваша со геј популацијава, на пример, ќе смее да имаат геј парада? Ајде да ве видам вашиве овие размислувања. Програмава зашчитнав нешто, ама не дочитнав, ама видов прешкртано нешто така да ме Немат ништо прешкртано. Немат ништо Не, прешкртано. не. Можда Шо? не обо сум видела. Ма не знам зошто работите мора да се формулирани така, дека морало да биде парада, ваква парада. Брат, ако ти носи душата, излези си, оди заиграј слободно и никој... Толку луѓе во ке се ангажирани и толку ќе му е преуба во животот, што никој нема да примети, некој до него може од Бразил да дојдат оние вака, како се викат, да заплешети, ти нема да приметиш од толку што ќе ти е убо. Магла ќе нема, ништо ќе нема. Тие Ограничено. работи вие што ги мислите, то во магла се прави, бе. Брат, то умре 94-та. Не ти е ова, ки излезеш со микрофонот и ке речиш на кој беше тамо, 14 септември или не знам, Македонија и подели сендвичи. Не е ова, брат. Никој сендвичи не е во денешно време. Сите се на мусли удрени. Не знам, не е некако. Здрава исхрана, смути за Не знам, секој. ќе си ги гласате вие. Ама сега немој да му налагаш на гледачиве, следачиве Со граѓани, што да да. прават. Ова е, брат, отворено студио. Нитро цвај. 7 епизода. И како што можеш да приметиш, течи доста интензивно. Напнато. Па, Мораше. нормално. Вие до кај сте море со ова? Со шо? Толку Се е решено, ветување. искалку- Толку ветување. Се исполна. Шо не Ме- исполнавме? Шо? Ајде. Еве ти Ајде. Европска унија повели. Шо? Ништо. Европска унија на нас чекат, море. Ви го направивме Аба Семин. О, за тоа свака част. Шахтине ко со шублер се правени. Не разбирате, види, сега да не ме сватите партијава ваша, ама со прост човек кој ќе правиш муабет, шахтите захтеваја нивелирање. Зошто? Зашто предходниве што ги праја, не ги донаправија. Абе, Да не братуче. речам, им се посраја. И што требаше сега на нас останви. Зашто довербава ја добивме ние од А граѓани. вие од кога дојдовте, значи во шахтиве не смеш да се посериш, пошто шахтиве се Не, не в користат шахта, в шолја си сериш. Не знам со вас. место библиотека. Не знам со вас. Не. Си сериш шолја. Контрадикторно. Извинете на мојот говор, оставаш Ова е на говор на омраза. цедило. Ова е говор на омраза, шолја. Јас во својата шолја што сакам ќе правам, не може ти да ми кажеш што да правам во шолјава. Значи тоа е класичен говор на омраза, братуче, тоа го нема. Ова беше иначе во Шведска. Јас го гледав. Ваква слична фашистичките држави. Не, слична партија како нашиве ајде да речам противници, не се али добро, викаше, имаше едно движење и рекоја жениве се осетија, ова е вистина, жениве се осетија загрозени и бараја закон, маживе, без разлика која нужда, шо како, седнати како нив.
Да, тоа имаше некој движење, не знам докај го изгласаа, фала Богу не го Аде изгласаа. ако треба мала нужда, ако си машко, да Седнат. мораш да си седна. Седна, да. За да е на ниво работа. Еднаквост. Не смеш да си станат ко на Еднаквост. бегање. И ние рековме, ајде да ги поддржиме, ама не знам што направија. Тоа беше пред 2 години, ние сега сме за... Ќе ги викниме ако треба и назад, шо? Братуче, Зашто ги тоа коштат е... маживе, море, еве. Што те кошта да речиш Господјо, те поштовам, ќе мочам седнат. Ам ти кога Крикне. влезиш внатре, бе, брат, пак можеш како сакаш. Мислам, тоа е приватен простор. Ние во приватноста поштоваш. не навлегуваме. Ама за поштовање не се сме работи за радикални доверба, како се вас, бе, работи, брат. да, Све е не либерте. Ти кажи ми како ќе го решите проблемот, еве, еден класичен проблем од секојдневието на сите граѓани, кој што е, мора да признаеме, горлив проблем. Мислам, ова е горлив проблем сега што ќе го кажам. Влеговме во филмови. Ова си има наталожено, братуче, во подсвеста ние вака да дебатираме. Жими се. Мора. Еј, сега сеќавам, знаеш како? Ко, например, на визита некде када оиш и уште 5 кифлици фалет, малце руска и трокулен. Тоа требаше да направиме овдека. И спонтано, од што правите, како е на работа, влезиме, кој бе вие, што не. Следната со Сега ќе Мезе. видиш што ќе ти Следната епизода со Мезе идеме овдека ќе би нешто Пакао, Исусе. пакал. Озбилно. Кулен. Визита ке се викат. Визита. Готово. Епизода Може. 7, 8, визита. Ајде Не. да довршиме, што не направивме? Сакам Ај, да ај. кажам, еве, сега, како ќе го решите тој горлив проблем од да те пуштат, например, некој од домашните, пример најмалси, 17 пати на продавница. Добро. И ти го јаиш, не можеш да речиш, дај ме, олабајте ме. Субвенции ќе 100 имат за пати. тротинет. Имат веќе. Детево, например... ова некојаш не сме знам, се сетиле. Над 5... Тротинет поскали, колку прекрасно. Јаже ќе му пушти. Се Не, сети дека луѓе во живеат и на вторива држава, а не само на не, приземје. вака. Над 5 одења. Јас ви го гарантирам тоа. Јас. Ако не е така, мој да ме овде да ме пресечи некој. Кој сакате. Над 5 одења ќе си имат по апликација, значи на тендер, тука нема што да се местат тендери, ојлевци, дојлевци, тоа ќе си биде се регуларно, ќе може сите фирми да си се пријават на тендеров и ќе речеме дека секое дете, Абе, тие ќе се пријават, Над- битно е кој ќе го добие. сите ќе лапнет. Едно ќе прават колца во тротинетов. Друго ќе работи на тротинетов. И Добро? да, Леле. И што ќе се над 5 пуштања и детево ќе рече ќе имаме на телефон ќе имаме едно копче само отстрана ќе им речеме на овие Apple да направат или кој било. Тоа значи дека 5 пати го имаш скокнато одење во денка и тротинет ќе во си иде. Што е са? Рековте скали. Вие сте ограничени на пример со скали. Ќе направиме тротинет по скали што ќе оди на пример. Да, и ќе зборувате англиски тротинетов. Аби српски ќе имат, ќе си имат подмени. TOEFL положено. Да, И ќе си имат, значи решливе проблемов. Друго, ајде. Еве, ако не се слогала Јас со некој со мене, очекував дека пишете над коментар. 5 одења дека ќе направите, не знам, да го пиши, да го кажат на вестите, например, детево. Над 10 одења, јас еве така би постапил. Не. 5 пати денеска ако те пушти родител, цртичка, старател на продавница, ти бате веќе треба да имаш бенефициран стаж. Види колку ограничено размислуваат на можност. пример вашава партија. Тоа може во 6-тиот пат ќе следи симпатија ќе види, ќе се дружи, ќе емпатира. Да, детево. види, може ти в каменолом ако работиш да се 10 позитивни работи, ама ела нафати се да те видам. И нив ќе Ако им ништо направиме. друго можеш уба боја да фатиш, тен. Следно митингов ќе го правиме в каменолом. И ќе му Ќе го- кажеме и нив. Ќе имат поголеми тротинети, трактори ќе се викат. Јас, например, Да, би ајде. постапил на следниот начин. Овој горлив проблем морат, ако не може да се реши и еднаш да а очигледно не може. Не може. Мислам со вакви индивидуи, нормално дека ќе сме на ова дереđено општество. Мислам дека ако не може да се реши, тогаш барем треба да имат некаков бенефит од прилика над 10, над 5 одења, еве прецизно, над 5 одења веќе да те кажат на вестите, да речат Игорче, тоа прекрасно дете денеска слезе 5, ако не и 6 пати по цигари, леп, млеко и слично. Да, ама се за грижит за татко му. фамилијава. А Гледај ако веќе сега. над 10 пати, тогаш споменик да му се направи
И то онде во паркон дете златно. Не бронза, дете Не знам, златно. не знам, многу Ето. ми е ова некако ограничено со тастање, со некако со некои интриги, со Как? не да речат на пример во боксон горе да имат 10 пати слегло, ти имат на пример овај пат месечна карта пола цена. За да така ошлото одело, гиабело патикиве. Во кој бокс? Боксон Xbox. Xbox. Добро. Ајде, теретана нека е. Еве, одма со интрига, одма со Не знам, сте прецизен. не знам. Општо ми зборувате Не за знам. некои случки од вашиот личен живот. Овде јавноста ја интересира. Не, јас зборувам затоа што мојот личен живот се одразил на пример така. Ево, Само јас- што во моето време немаше тротинети, јас одев по 14 пати, над 15 пати, тогаш смееше да се пожалиш. Ама Ама еве сега- сега јас од моето искуство со граѓани мои, значи ве молам, не дозволувајте лукавиот да ве Да. да. И Да, бе, да. Да. И значи ние сме опција која што на индивидуално поле, од индивидуална перспектива гледано, сакаме секој наш сограѓанин, сопартиец, сопруга. Да, повелете, завршете а мислата. Добро, има малку Чекаме јас поента. сум човек со емоции, Чекаме можам да сгрешам. поента, ама ја Имат нема поента. 20 години. Да. Вие Затоа што овдека, вашите, вие да овде, имаше кифли овде и кулен ќе ви кажев, господине, вие. Коле. да имаше Мака кифли. на празно ми зборвите некако. Што имате? Ништо факти немате донесено Па да овдека. ни дајте шанса да се изразиме, ќе имате кифли, куле, Имате ќе шанса. имате Ајде, пршута еве. евентуално. Ајде, и Не Кока-кола. може, колега, значи, затоа што вие на времето сте немале услови соодветни, сега новите генерација се жртва на вашите претходни искуства. Тоа е недопустливо. Ми се молам. Мислам да треба да се решаваат проблемите етапно. Вие се изразивте дека и гледате од индивидуална перспектива. Тоа е сосема погрешен начин. Треба да се гледа групно на работите. Треба групната перспектива да владее во нели. Овде е потребен соживот. Не дојде живот, дојде соживот. Немате. Ќе речите, Е. после ќе правиме Еве конкретно прашање, стигаат поплаки до нели до нашето поштенско сандаче. Ни пишуваат луѓето, заинтересирани се. Еве на пример група луѓе кои што напролет се алергични на липа, трева, косена, свежо и слично. Прашуваат, се интересираат. Како ќе го решите тој проблем? Повелете, време за одговарање сега. луѓе што имаат проблем со липи. Не липи, алергични се. Да. Алергични, да, еве, да. вие дури не умеете ни да Не, сослушате. па можда вие не детално не сте ја виделе нашата програма, ние секако дека имаме решение за секој проблем. Имаше своевремено и песна од Бело дугме која гласеше, цитирам, Липе цвату, све е исто кој лани. Ето, значи проблемот постои, не е решен. Повелете. Решлив е. Ќе имаат, значи, ова е пишано кај нас во нашиот законник, бележник, програма, не знам да не е ограничено за вас. Вие можда. како рековте сигурно и нигде не е запишано или е на некој значи, лифче. го има, не, го има како решение, тоа си постои, постоело од секогаш, го има, ќе го има. Проблемот, тоа што во ваше време липите ги садевте за инает да им правите на... Да, секогаш кога Да. сакав да се одмазнам некого, ќе одев ќе му посадев липа в двор, за да кива цел живот. Да, Браво. не само липи, јас И имам... садевте од инает лип. Да, бе. Да. Жена ти ако те изнервира дома и речиш прекини. Не прекинвам, зашто сум во право. Во право си? Да, во право сум. Сега ќе виш стоко една. Сега ќе виш овде в дневна имат липа ти посадам. Ќе те фрлам Зошто? липа. Од инает. Ете, Вие ги садевте липите од инает. ете. Какво обвинување сериозно? Не. Ве Ова е... молам јавно да го повлечите зборот и да се извините, ова е клевета. Се извинувам што не го повлекувам зборот. Страшно. Ги садевте. Ево, уште липа ќе ми посадите сега. Еве.
Ајде, Нема решете го. енергија. Решете го, дајте Нема. решение на проблемот. Ќе ги значи ќе си имат во апликација, ќе си има на пример населението и ќе кажат во радиус од 500 метри кај живеам јас, ние ќе имаме мапа. И на пример јас сум алергичен и по ова и кај што има таму ќе ги нема да ги пресечиме, ние не сме садисти. Значи ја сакаме околината. Ние ќе ги пресадиме на пример кај граѓани што ќе речат, јас не сум алергичен, сакам липа. Од кај дислокација, да се изразам. Дислокација. Да. На липите. Например, вие, ама не, вака, Вие например, треба дислокација ќе речеме на дека мозочни кели да направите. сега да речеме, Со вакви не решенија. ги добивате изборите, вие си одите дома во вашиот стан. И ќе речете, например, ќе инсталирате апликацијата Одинает, нормално. Очекуваме ние и вакви се извинувам. Се сакам гледа да сум дека културен. се гледа дека не Вие верувате. на пример ќе речете зошто мене во дворот не ми мириса на липа. Кај мислите да се обратите? Кај луѓе со визија, кај луѓе со дислокација што може да направат. Леле, тие биле луѓе со визија. Еве, поставете прашање. Повелете било кој проблем. Имаме решение за сите проблеми. Повелете, изненадете ме слободно, еве, нема проблем. Како би го решиле вие проблемот со поскапување на горивата? Ве молам. Ајде, пошто јас имам, ама ајде, да не сум само во предност 2-0, ајде. Проблемот со поскапување на горивата е многу сериозен проблем во денешно време. Мислам, сите сме свесни и сме го осетиле тоа. Нашата Ние сме оштетени, не сме свесни. Нашата, нели, партија ќе го реши тој проблем многу едноставно. Може би на никој не му текнало досега, но ние долго разговаравме со експертите кои што се членови на нашата партија. Проблемот со поскапување на горивата ќе го решиме на тој начин и јас гарантирам дека ќе е ефикасно и ефективно и сите ќе се задоволни. И е многу едноставен проблемот. Едноставно горивата нема да поскапат. Еве. Гледај, во старт, ете, вие несвесно добивте насмевка на вашето лице, зашто вие несвесно верувате. Не, во ова нас. беше чист сарказам. Можам пак да ви се насмеем ако сакате вака. пошто Сега јас ова не е можам. намерно. Ова е садење липа на ближниот свој. Тоа е. Одинает. Одинает. Не, то се ваши чекори. Ете, решен проблемот е. Да, но во вашава програма јас пак не слушнав за покачување на платите. Затоа што да си дозволиш ти денеска бензин 40 денари, плин ТНГ, ве молам, со платава што ја нудат почитуваната партија, јас мислам од овде до Дебарца ќоиш и ќе морат после тоа стоп да чекаш за до Кичево, например, дојш да си купиш бурек. Абе, многу едноставни се работите ако размислувате во целина, холистички, така да се изразам. Вие спомнавте субвенции, еве и јас ќе ви откријам една мала тајна. Ние ќе даваме субвенции за секој што ќе тргне пешки било каде, небитно. Не морат да треби да оиш некаде. Со мито. Безцелно. Ете, секој што ќе имат секој инсталирано на мобилниот Google Fit, му кажи денеска 10.000 чекори или не знам колку чекори и зошто само заради да се согореле, тоа е калории. Тоа е безпотребно. Ние даваме субвенции. Од една страна емоиш пешки си фит, се е окей, од друга страна субвенции, од трета страна не трошиш бензин. Значи, условна рефлексија е ова. Ако инсталираш фит, ќе добиеш. Јас ви реков, сакам да дојдам до студиото на Нитро Цвај пешки, вие инсистиравте, не, јас со кола ќе ве донесам и сега токај дојдовме. Еве, пак на истото. Јас сакам сега едно контра прашање. Тоест, еден проблем. Ајде. Не знам дали сте спремни, не ми делувате така, но се едно. Како ќе го решите проблемот со проклетите галеби и гулаби кои што ги има насекаде, кои што се тотално дезориентирани? Ќе им направиме посебна плажа и ќе си ги викаме таму. Многу интересно.
решението... Например, ќе видиме галебиве, не се можда дебарца, не се бидени. Ете, како се тие ограничени од ова ваше вознебитие и Објаснете ми што тоа точно значи. Тоа е дека Вознебитие. возможно битие што вие му правите да само околу пристаниште ондека да на нашите сограѓани да им серат. Никогаш не им дадовте вие 5 минути да речете, драг Галебу, кој што те гледа, да му речеш биден си дебарца и тој негова факсијална експресија да рече што збориш бе? Кај има бе? И да одат сите там. Ги имате ограничено. Овие вие дали сугерирате кон убиство? Тоа сега Никогаш. Сакав Добро. само да проверам каков е вашиот однос кон блиската околина. Ако се тие галеби, ако се бели, тоа не им дава никакво ограничување да дојде на пример да ја видат трпејца. Ова не трпејца, се ташмаруништа. Вие со извинение цело време ми зборувате само за некакви си индустријски капацитети, само за горива, мазива, нешто што тотално е уништува околината, мртва природа и такви некои работи. На првото прашање кое што се однесува на живиот свет и да не речам на биодиверзитетот, кој што сакале ние или не е присутен, господин Братучет, и треба да биде присутен околу нас. Еве, веќе кикснавте, значи тоа е тоа. Уште едно прашање имам доколку дозволувате. Свесни сме дека на секого му се случила ситуацијата посебно од како не навјаса оваа пандемија со COVID-19. Свесни сме сите, ни се случило да се сретниш со другар цртичка најверен, а да си и колку и да посакаш да пружиш ентузијазам за средбата, да речиш еј, како си другару, верен, стар и нели со ентузијазам, но се случило да се луѓето на low battery, што би се рекло вака сега модернистички. Добро. Како вие тој проблем планирате да го решите? Да не се луѓево на low battery. Да не се имаме негде во последните страници имаме ние за ова Во последните разработена. страници. Секогаш народ од вас, вие на последните страници. Ова е Не. скандал! Не. Напротив не е скандал. На последните страници затоа што ако сакаш да ја читаш на пример нашата програма обратно ќе се осетиш привилегиран, некако да речам затворена перспектива на гледање на работите и тоа со low battery мислам. Ние имаме програма за тоа. Да, гледам дека во детали сте обработени. Ќе си му пружиш рака на ближниот, на пример ако го видиш некој е на две цртички од 5, ќе му речиш на својот ближен дојди ќе те Да, повелете. Дојди, ќе те однесам на јадење. На прошетка, раскажи ми. Ние имаме иначе во нашата програма имаме психолозите, луѓе златни треба да работат. Овие претходни избори, овие претходни сите на власт што беа да не поентирам. И немој да поентираш, молим те, немој. Психологијата како наука ја воскресна и рекоја збогум, ја погребаја паралелно и не ја дадоа шанса за мртва сабота. Да речам психологијата на пример како дисциплина, како можен излез кој што овие вака да не поентирам цело време ја газат и 2 дена пред избори само ќе речат да, ќе ги вработиме психолозите, еве имаме нови фирми за шиење од кои што пола од нивното членство се газди на тоа, да речам и психологот треба да ја најде тагата на таа вреќа, како да ја малку така се возбуди. Ворете, ве сваќам. Не сте подготвени да даете одговори и решение на сите прашања. Ворете, јасно е. Еве, ако сакате во меѓувреме во емисијата, како што реков, јас воедно ќе бидам модератор на ова
платена политичка програма. Во меѓувреме стигна прашање од наша верна гледачка, нели, не бајачка гледачка во смисла дека ја гледат емисијава. Мислам, сакам да ви појаснам, пошто Да. сте со Демократија. ограничена перцепција. Не. Еве вели, јас работам во фирма за конфекција, каде што газдата не тера во една смена да шиеме и цик и цак. Сметам дека тоа е експлоатација затоа што работата е двојна за исти пари. Ова е криминал затоа што со вашите сопартици ги едноставно сопираат инспекторите да речат на пример прва смена ќе работат цик, втора смена би работеле цак. Значи не може да не е тоа проблема. Ние имаме белешки од овој многу пријави се стигнати во моето сандаче, конкретно можам да речам. Дали белешките се повеќе за цик или повеќе за цак? За цак, заш прва смена ја завршила работата цик, втора смена не стигнале ни до цак. Јас мислам дека треба да се работи во тандем. Едниот цик, другиот сменски. Трета смена, например, може ќошој да порабе. Не, да размислиме. Се зема еден од прва смена, еден од втора смена. И тие се комбинираат. Експлоатација. Не. Не. Видете сега. Тие се комбинираат да се работи тимски. Тогаш едниот може да рече, еве и ние доколку работиме тимски, работите многу полесно ќе течат. Но вие очигледно не сте спремни на таква соработка. Ние сме спремни. Значи замислете, да се работи тимски. Едниот да рече, еве јас цик, другиот ќе рече, еве јас цак. Гледај, цик. Цак. Ете го, тимска работа, почитувани дами и господа. Цик. Цак. Еве, ме наведе, Ова е... Ма визијата привлекува. Разберете го тоа. Разберете го. Еве, споделете нешто од вашите граѓани кои ве следат, кои ве прашуваат. Споделете слободно прашање, јас сум спремен да дадам одговор. Мислам, очигледно е дека сме со визија и дека има граѓани кај што го спомнав, ја користам оваа прилика дека не е фер од ваша страна, како што рековте, граѓаните, пошто за мене граѓани, не граѓанин, ме следат навечер во доцните часови. Тоа е граѓани што не следат. Добро, и ние тогаш верувам дека тоа се ваши сопартици кои што директно ја нарушуваат нашата програма. Ма ние не сме дојдени овде да се обвинуваме. Тоа ви кажав, тие предизборни памфлети умреа со едно време кое веќе е заборавено. Сватете. Добро, ќе ги уапсиме, ќе ви ги пратиме во сандаче нивните изјави и тогаш почитувани дами и господа, можете и сами да се уверите како функционира една организација, би рекол, дури не сакам ни да го ставам во тие околности, ова нешто кое што го створи соседот во оваа дебата, Никола Силјановски, братуче. Значи, гледате како функционира сето тоа, при најмала несогласица ти е апсат, значи се користат со некакви си методи кои што не доликуваат на едно модерно време. Криминалот се третира еднакво како разумен компромис. Ако може вашата програма ова да го... What? Криминалот се третира еднакво како разумен компромис. Да, значи ако е разумен компромис кога ќе сте спремни... Абе на времето можеше да дефинират, че имаше дефиниција што е тоа разумен компромис. Сега разумен компромис не знам. Си се знаеше што е. Разумен компромис. Што не е јасно? Да, значи разумен компромис. Па ти да влезиш негдека во продавница за бои, лакови, да речиш дајте ми пример црвена боја, ке те прашат, а каква црвена? Црвена! Така, исто се дефинира и разумен компромис. Што е разумен компромис? Разумен. Ме разбираш? Да, но... Еве, Милица ве поздрави.
Милица, мувица, Милица. Како што можете да забележите дека нашата партија се грижи за биодиверзитетот, еве ние не превзедовме мерки драстични од драстична природа да ја лишиме од Да, но слобода ако ја или прашаме или живот. Да, но Ова- ако и дадете право да ја прашаме, например, Милица, мувица, дали вие можда не превзедовте ништо, но помислата на самиот акт беше нападителна. Не, Беше- немаше никаква агресија од наша страна. Едноставно граѓаните можеби го поставија тоа како прашање. Јас се чувствувам должен да одговорам. Добро, ајде некое следно Јас прашање, пошто... сакам да ве запрашам, дали тоа со патувањата, безбедноста во патувањето, што го наметнавте како прва и можеби ете најважна нели стратешка единица на вашата програма, дали сето тоа е со скриена цел? Свесни сме дека при секое патување во оваа земја се земаат, што ако не, патни трошоци. Добро. Јасен е одговорот, ви благодарам. Не, повелете, еве. Не. Прашањето е сувишно. Ние секако дека Не би рекол. алодирате на патарините. Мислам, бидете прецизни, зашто со ваква програма јас не излишно е да коментирам од каква и да е перспектива да сакам овој одговор да биде целосен, меѓутоа не целосен. Мощно интересно. Еве јас сум збунет во момент. Верувам и граѓаните. Не, граѓаните знаат, граѓаните не следат денски. Тешко тој што ќе не гледат, а имат конзумирано било какво халуцинациогено средство. Мислам, тој треба субвенции или таа Ќе да имат, добие. ќе имат. Што мислите по повод на тие прашања? Еве, каков е вашиот однос кон тие прашања? Ве молам, конкретно. Прашања поврзани со Халуциногени. дозволата за употреба на средства за масовно релаксирање или Еве, Милице, не направи Или- ништо, не те навредив. Извини ако те навредив. Се поздравивме. Милица, мувица, цртица, слушалица. Пошто еве. дали би ги дозволиле Да, тие субстанции? секако дека да, ние работиме на дневното расположение од нашите сограѓани заради не само моменталната состојба во нашата Македонија, туку во Па зарем има и друга и светот. освен Не. наша? Например, ете, нашите соседи вршат притисок. Некој ќе се осети, да речеме, ќе се осети вознемирен и можда во таа ситуација ние нема да алодираме на апчиња кои што може да имаат негативно влијание врз нивната коскена срж, можда да речеме, ете, ќе го земам како пример и би рекле, на пример, штраф. Не ве сватив, но тоа е сосема очекувано за Нашите граѓани... една ваква организација. Да, затоа што организацијата како вас и досега тие кои што беа на власт, со Рима, тие работеа на нешто вон природно. А ако би се вратиле, еве, можда ќе се сетите вие, порано тоа се викаше коноп и луѓето правеа пари. Тоа е еднакво, да речеме, денеска вашава партија да ја забрани масава затоа што имало дрво. И сечата на дрво, да речеме, тоа е криминал, вие дрво да сечите. Морам да се согласам дека имате интересна перцепција за работите, господин Братучет. Оно што следно би сакал да ве запрашам, воедно да не се осетите дека вршам извесен или атак кон вашата агенда, визија или Имаме како и македонски да го, зборови, но вие сте како и да на- го да. нарекувате сето тоа. Дали овој никнейм или прекар или надимак, ете, вие одберете кој збор е соодветен за тоа како што вие се нарекувате Братучет, е само една несвесна, би рекол, манифестација на хиерархиската поставеност во вашата организација. Тоест, дека вие се грижите само за најблиските роднини, за фамилијата. Не.
контрареплика нова ќе вратам во 30 секунди контрареплика. Тоа значи дека нашето Братуче, треба срце- прво да ми одговорите после Ве контрареплика. молам, Ве ве молам. молам. Значи, нашето срцето, духот на нашата организација е толку голема и пристојна, да речам, и со Мате- големо срце, што и од следбениците или следачите на вашата идеја може да дојдат кај нас во секое време и ќе ги примиме со благослов. Вие не ми одговоривте на Не. прашањето. Еве Дали сега, третманот... ние сме братучеди сите. Ние имаме срце. Таков податок не постои. Еве, сега со последниот попис извршен или обид за попис да се изврши во земјава, ќе утврдиме дали тоа што го тврдите вие, господин братучет, Но можат да бидат затоа Е, што точно вика или не? брат за брата не рани тешко кој го нема, никој не рекол за браточет. Или ќе речат му го заби ножот на својот брат. Јас до сега немам слушнато некој да рече му го заби ножот в грб на својот браточет. Затоа ние како идеја, како нешто вон материјално, еве како овие, да не поентирам, вие се дематериализиравте, докато што јас веќе Да. не знам никаде да се обратам, не ве гледам Кај повеќе во студиото. Оп, повторно се појави. да, за момент само имав нешто лично да измедитирам. Да, се исклучи од планетава за момент. За момент. Јас мислам дека доволно одговорив. Сите сте добре дојдени во ова царство небесно, О, бобо. наше, кое што Постои. постои. Да. Ви И благодарам. нема да идеме наврата за да ве убедиме, можете да си дојдете. Доколку имате нешто кон граѓаните Да. последно да се обратите, сега е момент. И мртва сабота знаме ќе си има. Тоа ќе биде обележано, тоа ќе биде со почит, со достоинство. Ако треба ќе дислоцираме други гробишта Рача, на сред Охриде има, затоа што човек може да сака да си ги искаже своите емоции во моментот. И вие вашава идеја го осудвите да треба до Лесковец дојде. Зошто така? Јас молам. само можам да ви предложам да ги смениме еден ден местата, да видите како е да седиш на ова столче. Значи, од ова перспектива да ги видите, господин Братучет, работите. Лесно е оттаму да ми кажеш вака треба или онака треба. Ело да се смениме да видиш која е разликата, па тогаш да те видам. И тогаш граѓаните ќе можат слободно сами, значи, Сами? да утврдат кој аџиба бил во право. Не знам. останавте без зборови, нормално е. После 50 на минути љафтање и обид за политичка програма и јас останав без зборови. А вие не знам како се чувствувате. Ако се чувствувате убаво, си стегате лайк, subscribe, ако веќе досега тоа не сте го направиле. Нели, братуче? Да, секако. Ние со братучедов сакавме само да направиме една, нели, можна актуелна епизода со ова предизборна кампања. Слободно во коментари може да си пишите кој за кого е. Слободно. Никој нема овде да се наљути. Еве, бе за братучет бидете и јас ќе гласам за него. Може и така, братучет. Повисока. Јас реков, сите ние кога еден ден ќе сватите дека не сте на правото место, нашата партија. Тоа е најак момент. Замисли, секоја таа стратегија треба да се употреби. Таа стратегија треба да се употреби. Да ги убедвиш гласачиве за другиот да гласат. Гледај колку е одма. Јас ке речам, ич за мене не, братучет најак е. Ти да ми одиш. Играе. Да. Не, слободно за него. За него да си гласате. Тој За него. сите проблеми ќе ви ги реши. Еве. Ич. Гледајте ја по втор пат епизодава, еднашка нека помини тузи јадење уз кола, да, и уште еднашка и ќе видите дека тој беше во право. Јас ви гарантирам, вакво Сите дете гласови златно. ги донирам Јас кај утре господинот Тодоровски. и дури неговата- размислувам, можда е и паметно да се укини и нашава партија и дојме сите колективно в манастир на семинар. Света А пречиста. во меѓувреме јас ви предлагам братучет и никој друг. Еве.
То ви го предлагам. Нашата партија ќе се моли за вас. Ние ќе се ние веќе се молиме, ние веќе се правиме за вас. Ние правиме салто за вас. Во моментов јас внатрешно салто правам и викам ура, напред братучет, браво за идејата. Мислам, јас немам во живот седено поблиску до човек со поголема визија од ова вашево, не е визија, телевизија е вашево. Две телиња, двајца брачеди, двајца господини, тоа беше Нитро Цвај. Се гледаме епизода 8. Да, следната е таа. Ова беше Се гледаме во епизода 8. Да. Thank you. Ме беше чест и задоволство. Ако имаш нешто таму со тие твоите тие таму кои ти беа тој Гоце и таму тие И Јане. И Питу. Дајте имам јас ваму овие што работам нешто ако царина она. Ке средиме. Така, може не е проблем. Мислам дека може да се искомбинира. Тој мислам гратиски ги. И не мора даноци да плаќаат твоје со ке средиме. Не, многу е иначе, не е проблем. Види, мислам сега слушај, ние овдека зборувавме пред камера, сега ние што ќе си правиме. Нема, Разбираш, мислам јас ако ќе ти речам пример немате визија, ти не го сваќај то така директива дека стварно. Не го ни сватив. Ме разбираш, ти не го ни сватиш што ти кажав, така? Си за пијачка? Јас исто не сватив што ти кажав, ма не е битно да си кажеш. Ај дојди до кај мене у штаб, имам некој да се видиш. Важи бе, ќе поминам, нема проблем. Ајде сега на брзина. Имате штаб? Па не ми в црква јебик. Ај, бегаме. Братче. Нитро Цвај.